Темата на оваа регионална школа, надворешните актери и нивното влијание на регионалната безбедност и евроинтегративниот процес на Западниот Балкан, одамна има свое значење, кога зборуваме за сегашноста и иднината на нашиот регион, но последниве неколку години полека се пробива кон врвот на надворешно-политичките дебати. Накус ова е моето гледање на работите. Иако денес првата асоциација на фразата влијанието на надворешните актери врз безбедноста на регионот, особено во популарниот жаргон и во медиумите, е негативна, сепак добро е прво да го потенцираме позитивниот аспект на оваа фраза, кој често го забораваме и кој кај нас е присутен практично од осамостојувањето на земјата. Северна Македонија неодамна е одбележа првата годишнина од своето членство во НАТО и тоа за мене е без дилема клучното стратешко и надворешно политичко достигнување на земјата по приемот во Организацијата на Обединети нации. Членството во НАТО дефинитивно ја заокружува безбедноста на државата и ги поставува фундаменталните рамки или маркери според кои понатаму ќе се движиме. За да дојдеме до тука, после 30 години независна држава, дозволете накусо да се подсетиме низ што се поминавме. Прво, турбулентниот период на осамостојувањето и избегнувањето на лавиринтот на војните во поранешна Југославија. Тука само да подсетам на еден детал кој не е толку експлоатиран во јавноста. Имено во 1992 година низ нашата територија поминаа 86.000 бегалци од војната во Босна и Херцеговина. Само. Потоа конфликтот во 2001-та, во кој се најдовме на чекор до амбисот и кој многу лесно можеше да се претвори во класична меѓуетничка војна од големи размери, која без сомнение ќе ја поделеше земјата, и така се до нападите на столбот на демократијата, парламентот, во два наврати, во 2012 и 2017. Само 3,5 години по конфликтот станавме земја кандидат за членство во Европската Унија и само една година по обидот за рушење на уставниот поредок во 2017 добивме покана да станеме членка на НАТО. Ваквата брза консолидација ќе беше невозможна без поддршката на нашите стратешки партнери од НАТО, Европската Унија и Соединетите Американски држави. Затоа, ако зборуваме за темата надворешно влијание врз Балканот, не смееме да го заборавиме овој позитивен аспект на влијание, кој за нас како мала држава беше многу значаен. Тоа во целина може да се каже и за целиот регион на Западниот Балкан. Имено неколку земји во меѓувреме станаа полноправни членки на НАТО, некои на Европската Унија, но тоа немаше да биде можно ако бевме оставени самите на себе си. Сакам тука да истакнам уште еден факт, а тоа е дека надворешната асистенција во развојот на нашата демократија беше најделотворна кога постоеше кохезија и синхронизација од двете страни на океанот во трансатлантската заедница и кога присуството на Соединетите Американски држави беше поизразено на Балканот. Познато е дека по нападите од 11 септември САД се репозиционира од Европа повеќе кон Пацификот, а особено по 2008-та и прогласувањето на независноста на Косово и го препуштија лидерството на Европската Унија кога станува збор за процесите на демократизација на регионот. Јасно е дека и преостанатите крупни прашања и проблеми на Западниот Балкан не можат да бидат решени ако Европа и Америка не го кренат нивото на взаемна координација. Поштовани, накусо сега за втората компонента на позитивно надворешно влијание врз регионот, имено европските перспективи за земјите од Западниот Балкан се клучен фактор за нивниот севкупен развој. Ги разбираме сите внатрешни дебати со кои се соочува Европската Унија во однос на својата идна структура и надворешно политички ангажмани. Меѓутоа, перспективите за целосна интеграција на Западниот Балкан во Унијата ќе мора да бидат реализирани најмногу на среден рок. Во спротивно, алтернативите на концептот за обединета Европа ќе станат далеку покредибилни од тоа што се денес, а и денес тие не се сосема маргинални. Од друга страна, само европските интеграции нудат долгорочна перспектива за регионот и ќе биде трагично ако тие интеграции бидат попречени не толку од Европската Унија,
колку од самите нас во регионот, преку анахрони историски интерпретации. Неодамна реков дека додека ние, балканските народи во 21. век, се уште разговараме за историјата, милиони млади луѓе ни заминаа да ја бараат својата шанса во државите, каде што историјата е присутна во книгите, а не како кај нас во политиката и на улиците. Во овој контекст, со посебна загриженост, гледам на серијата non-paperi, кои заговараат ново менување на границите на Балканот и чија логика е да продуцираат повеќе регионална нестабилност, отколку она што е наводно првичниот план на креаторите на овие идеи – регионална стабилност. Сето тоа го поврзувам со она што пред малку го споменав. Ако интеграциите траат со години и при тоа никој не може да даде ниту приближна оценка кога преговорите би завршиле, и наместо интеграции почнуваат да циркулираат вакви предлози, чија имплементација сигурно не носи во конфликт, тогаш е логично нашите граѓани да покажуваат интерес и за други опции. За жал, во последно време, и тоа го покажуваат неколку истражувања на јавното мислење и кај нас, и во регионот, опаѓа поддршката за западно ориентираните организации и земји и за прв пат по 3 децении расте поддршката за некои други регионални организации и поинакви модели на управување. При тоа е неспорно дека постојат странски ентитети кои настојуваат да го спречат нашето зачленување во НАТО, а денес процесите на интеграција на земјата во Европската Унија. За таа цел се развиваат хибридни стратегии закани, се вршат сајбер напади и се продуцираат лажни вести и дезинформации која поткопуваат довербата на граѓаните во институциите и во кредибилноста на регионалните организации во кои сме или сакаме да бидеме. Како држава мораме да разбереме дека најдобриот начин за одбрана од овие малигни стратегии е засилување на нашите домашни референции. Тоа значи интензивирање на борбата против организираниот криминал и корупцијата и владење на правото како врвен приоритет. Само со јакнење на демократските стандарди, транспарентноста на институциите и развојот на поинаква политичка култура, на толеранција и градење на консензус, ќе создадеме амбиент во кој позитивното влијание на бенигните надворешни актери ќе се чувствува повеќе. Благодарам на сите за вниманието и на организаторот за поканата.